Се наоѓаме во близина на споменикот на цар Душан на мостот Око. Какви чувства буди присуството овде за вас? Па уште пред да биде поставен споменикот на цар Душан пред кој стоиме, јас имам на мојот Facebook профил една слика од овој мост, една величансtvена фотографија која во суштина го покажа новиот лик на Скопје. Во секој случај пријатно чувство и еден пријатен настан за воопшто за сликата која Република Македонија евитира не само кон собствените граѓани, туку и надвор од Македонија. Се чувствувате ли загрозено сега кога една етничка заедница покажа една таква антисрпски сентимент кон во врска со споменикот на цар Душан? Македонското општество е длабоко во себе толерантно. Овие закани кои доаѓаат се закани кои од една страна се поприлично радикални и покажуваат или предизвикуваат едно чувство на условна несигурност кај граѓаните на Република Македонија и кај припадниците на српската заедница, имајќи ги искуствата од претходниот период, кои не беа воопшто добри. Меѓутоа, бидејќи учествувам во власта, можам да потврдам дека се повеќе се чувствувам сигурно во Република Македонија од аспект на тоа дека Република Македонија секој ден се повеќе напредува. Република Македонија станува демократска и правна држава и Република Македонија има инструменти на власт с која е спремна да ги заштити сите граѓани на Република Македонија независно од нивната национална припадност. Од тој аспект се чувствувам сосема сигурно. Меѓутоа, оно што ме загрижува, тоа е појавата на говор на омрза во Република Македонија и можам да ви кажам дека бидејќи долго години сум учесник во политичкиот живот на Република Македонија, овој говор на омрза кој се појави во Република Македонија го надминува говорот на омрза контра припадниците на српскиот народ во Македонија од почетокот на 90-те години. Така, од тој аспект на вистина постои една загриженост, меѓутоа тоа е дел од политичкиот фолклор на Република Македонија и како тако го прифаќаме и како со таков се бориме и се справуваме секојдневно. За какви цивилизацијски разлики говоревте кога го дадовте оној апел да не се наседнува на провокации? Припадниците на српската заедница во Република Македонија не се носители на ниту еден инцидент на национална основа. Припадниците на српскиот народ во Република Македонија се едни од најлојалните граѓани на Република Македонија. Припадниците на српскиот народ во Република Македонија први застанаа на браникот на Република Македонија за време на војниот конфликт. Припадниците на српската заедница, ако веќе сакаме да се послужиме со жаргонот на оние кои сакаат да рушат и уриваат и за чија цивилизација говориме, праќаат редовно давачки кон државата Република Македонија, односно ги измируваат своите даночни обврски. Така тој аспект, мислам, таа разлика е сосема евидентна. И тоа моје повикување на припадниците на српскиот народ во Република Македонија да бидат мирни и достоинствени, во суштина само покажува дека ние навистина се однесуваме цивилизацијски, од една страна и од друга страна покажува дека ние како луѓе кои во овој момент ги предводиме на некој начин припадниците на српскиот народ во Република Македонија, имаме потполна контрола врз се она што се случува кога станува збор за српскиот народ во Република Македонија. И тие не послуша, останаа мирни во своите домови, продолжија со својот секојдневен начин на живење и мојот повик тој беше од една страна, од друга страна мојот повик беше дека државата е спремна да ги заштити сите граѓани на Република Македонија, што се покаже како точно. А може ли да направиме да ни дадете на оценка за односите помеѓу србите со македонците, односите србите со албанската заедница? Знаете како кога ги гледам припадниците на албанската заедница кога се обраќаат на припадниците на српската заедница, значи воопшто не гледам ниту трунка почит. Без оглед на тоа што не сум јас како представник на српскиот народ во Собранието на Република Македонија, ниту еден свој говор не сум го искористил да нападнам албанската заедница во Република Македонија кога била носител на различити негативни тенденции, па дури кога била тие тенденции кога биле изразито антисрпски. Од тој аспект, значи, како да ви кажам, ние ќе продолжиме понатаму да се однесуваме мирно, цивилизацијски и да го почитуваме уставот и законите на Република Македонија. Секој што ќе прави, повеќе си прави сам на себе. Јас сум сигурен дека она што се случуваше овдека пред неколку ноќи на споменикот на цар Душан, мислам дека длабоко ги навреди и припадниците на албанската заедница во Република Македонија. Нивните представници се покажаа
како недостојни за нивни представници во собранието на Република Македонија и воопшто како недостојни да го представуваат албанскиот народ во Република Македонија. Ни го покажа албанскиот народ во негово темно светло. Ако е тоа суштината на бавењето политика, мислам дека ја промашиле темата. До сега во Македонија немало негативни односи, така да ги наречеме, инциденти помеѓу српската заедница и албанската заедница во целиот овој конфликтен период на Балканот. На што се должи тогаш ова удирање и напад со чекани врз споменикот? Јас ќе бидам многу директен. Ова е у суштина обид кој има повеќе цели. Првата цел во Република Македонија е ВМРО ДПМН и председателот на владата Никола Груевски. Бидејќи припадниците на опозиционите партии, делот од припадниците на опозициониот блок ги бираат сите начини како да се справат со Никола Груевски. Па и кога ја употребуваат или злоупотребуваат српската заедница во однос на тие своји активности, тоа не им звучи воопшто проблематично, а употребувањето на припадниците на помалите заедници во вака крупни работи е можда несериозна работа. Тоа е првата работа. Втората работа е по кого ќе удрите ако не по најслабиот и најмалиот. И суштината на демократијата во Република Македонија се огледа во тоа дали државата е спремна да ги заштити послабите и помалите. Од тој аспект јас зборував за Република Македонија како демократски правна држава. И третиот аспект е регионален аспект. Ова е еден голем удар до меѓународната заедница која посредуваше во преговорите за Косово и мислам дека ова се еден сериозен апел или една сериозна порака кон србите на северот, на Косовска Митровица и на северот на Косово и Метохија, што ќе ги очекува понатамошниот период. Фактички на некој начин станува рушење на една меѓународна прифатена политика, нова меѓународна прифатена политика во регионот, која сметам дека пред се негативно ќе се одрази врз носителите на политичкото организирање кај албанците. Како политички деец, какви ви се односите со пратениците од ДУИ? За прекрасно чудо, мислам, јас сум рекол и порано и сега ќе кажам, јас имам редовна постојана комуникација со сите пратеници во собранието на Република Македонија, осим со оние некои кои покажуваат нетрпеливост. Така да не е комуникацијата само со ДУИ, јас комуницирам и со пратениците од ДП. Дел од нив беа присутни овде кога се случува? Тој аспект, значи јас комуницирам не само со пратениците и со министри од ДУИ, јас комуницирам и со пратениците од ДП, дури и со нивниот председател Мендук Тачи сме имали неколку пати средби на различни теми. Така да тој аспект, мојата комуникација во политичкиот живот на Република Македонија ќе остане и понатаму отворена. Пред се, значи, таа комуникација да се користи не за правење на сеење на раздор и на предизвикување на нестабилност и несигурност во Република Македонија, туку од аспект на тоа дека таа комуникација мора да отвара простор за смирување на тензиите кога ќе се појават од една страна, од друга страна да отвара простор за решавање на секојдневните проблеми кои се јавуваат во Република Македонија. Во тој контекст, која порака вие, каква порака добивте што кога дознавте, да речеме, дека на самиот чин присуствувала и председателката на Комитетот за односи меѓу заедниците? Знаете како? Она што јас, знаете како, многу е лесно да се даваат изјави и многу е лесно да се зборува. Меѓутоа секогаш кога се зборува треба да се води сметка речениците да бидат логични. Значи ова првата работа што би сакал да ја кажам, значи председателот на Комитетот за односи помеѓу заедниците во Република Македонија си ја свати таа функција како да е наменета само за албанците. Така да тој аспект незиниот настап и незиниот истап не да беше не само колегијален и конструктивен, туку беше сосема спротивно тоа. Не ме зачудува нивното учество во вакви настани, искрен да бидам, сум очекувал и полошо. Српско-македонските односи, доколку се иземе проблемот околу двете цркви, се во нагорна линија. Колку е тоа представено на добрите односи кои што, да речеме, Македонија ги гради со Тирана и со Приштина? Знаете како, еден од условите за евроинтеграциите е регионална стабилност и соработка. Така да ви се допаѓало нешто или не, во секој случај морате да работите на регионална стабилност и соработка, затоа што само таа ви ги отвара портите за соработка со пошироко со светот. Значи пред се со евроинтеграцијските процеси од една страна, од друга страна и толерантноста која покажувате во тие меѓународни односи, за да можат другите
да видат дека станува збор за следење на сопствени интереси, а не негирање на интересите на другите. Како може да ги оцениме, може ли да дадеме на оценка какви би биле односите помеѓу Скопје и Белград доколку се надмина спорот помеѓу Српската православна црква и Македонската православна црква? Искрено се смеам од добрите чувства кои ми навираат доколку тоа се случи и искрено да бидам добар дел од своето политичко ангажирање сум го посветил на разрешение. Има ли простор за Простор постои, просторот искрен да бидаме многу голем. Меѓутоа, знаете како, во политиката, како и во животот, секогаш постои работи кои не зависат само од вас, туку зависат и од другите. Во случајот со црквите, работите не зависат само од нас, жалост, не зависат само од односот помеѓу двете цркви и нивните меѓусебни релации, туку и од поширокиот меѓународен контекст во кој се наоѓа Република Македонија. За крај, едно истражување покажува дека во однос на мешаните бракови дека дури 90% од граѓаните, од македонците во Република Македонија немаат против замешани бракови кога се во прашање српско-македонски односи. Од друга страна, Бугарија тврди дека како народ бугарите се најблиски до македонците. Од друга страна пак тој факт и со србите, како тука може ли еден коментар да ми даде? Нема сите истражувања на јавно мислење во Македонија од независни агенции, од меѓународни независни агенции. Значи, во Македонија и во Србија покажале дека македонците ги сметаат србите за своји најдобри пријатели и најблиски соседи, исто и во Србија. Србите ги сметаат за македонците за своји најблиски пријатели и соседи. Кога ќе е таквото истражување на јавното мислење од реномирани меѓународни организации, вие немате тука што посебно да давате коментари. Едноставно тоа е реалност која треба да ја прифатите и да се сооднесувате согласно со реалноста која ви даде. И она што е мощно битно, оваа целокупна политичка борба која се разви во врска со постојањето на споменикот на царот Душан ги носи своите основи баш во овој факт, затоа што степенот на влијанието на Демократската партија на србите, чии председателство во Република Македонија се црпе од тоа условно кажано пријателство меѓу српскиот и македонскиот народ и добрите односи помеѓу србите и македонците, и тоа влијание во политичкиот живот на Република Македонија не е согласно само процентот на србите во Република Македонија, туку е согласно и општиот амбиент на добрите односи помеѓу Република Македонија и Србија, а во овој момент имам среќа или можеби сега некако како ќе го третира, да бидам јас тој кој во овој момент ја предводи Демократската партија на србите во Македонија, преку чиј грб се прекршуваат ваквите позитивни текови. И за крај, во Скопје, во Република Македонија постојат многу споменици на сите етнички заедници. Како е чувството за вас кога, да речеме, се градат споменици на кои што го слават, да речеме, слават албанската историја во Република Македонија? Јас реков и ќе повторам, значи, секој народ си ги бира своите херои и своите јунаци. Значи, ние како народ си ги избраме нашите херои, на другите им оставаме да се ги бират нивните херои, водејќи се од она тврдење дека хероите кои си ги бираш да бидат твои херои, во сушност говорат повеќе за тебе отколку за било кој друг. Така да оставаме на другите. Воопшто не сакаме да се впуштиме никогаш во коментар на личностите кои ги избраа другите национални заедници од Република Македонија, бидејќи сметаме дека од тоа од една страна е невоспитано, значи тоа е недостаток на домашно воспитание од една страна, од друга страна е сосема недостојно и нецивилизацијски да негирате историја на било кого во Република Македонија. Така да, еве јас ќе ви кажам само дека јас на мојот Facebook профил носечка фотографија Новак Ѓоковиќ. Тој е српски херој на новото современо време. Така да тој аспект, значи, кој си ги бира, кој и какви херои бира, тоа говори повеќе за него отколку за било кој друг.